Постојат датуми во нашиот историски споменар кои ни причинуваат гордост, но постојат и такви кои го изразуваат нашиот непремор. Таков е и денешниот ден. Ден кога Македонија и Струмица останаа посиромашни за еден великан, каков што беше народниот херој Благој Јанков Мучето. Од 14. јули 1944 година до денот денешен 14. јули 2017 година поминаа цели 73 години, но и по толку голем изминат период се уште пече раната од големата загуба на големиот човек, патриот и борец, на големиот македонец и струмичанец Благој Мучето. А тој 14. јули беше на временска дистанца од само 19 денови од првото заседание на АСНО и на помалку од 2 месеца до конечното ослободување на Струмица. Ете толку малку го делеше Мучето од исполнување на неговите желби и стремежи. Ете толку малку требаше да помине неговиот сон да стане јавен. Да не се случеше тој пазарен ден сабота, да не се случеше тој 14. јули, Благој Јанков ќе беше делегат асновец на македонскиот втори Илинден, а потоа ќе му се израдуваше и на првото струмичко слободарско сонце. За жал, судбината сакаше тие два толку важни настана да бидат блиски, а за него толку далечни и недоживеени. Денес, кога се спомнуваме за Благој Јанков Мучето и го одбележуваме тој 14. јули 1944 година, кога плачеа сите слободолюбиви и правдолюбиви граѓани на Струмица, должни сме да ги ползуваме фактите кои го комплементираат мозаикот од животниот и револуционерниот пат на нашиот народен херој. На 11. октомври 1951 година, 7 години по неговата смрт, Мучето бил прогласен за народен херој. Со години и децении неговото име останува да биде синоним на слободарскиот дух и љубовта кон родната грудка. За такви луѓе, како што беше Мучето, заборав не смее да има. Тој беше, останува и ќе биде струмичка и македонска гордост. А ние, сегашните генерации струмичани, вечно сме му благодарни за неговиот влог во слободата која ни е оставена како непроценлив дар. Благодарам.